Во ова издание на серијата интервјуа имаме неколку прашања за вас. Ја поканивме професор доктор Билјана Ристовска-Јосифовска. Таа е раководител на одделението за културна историја при Институтот за национална историја на Република Македонија. Добре дојдовте тука во редакцијата на онлайн медиумот Рацин. Благодарам за тоа што ја прифативте поканата. Кога се договаравме за овој интервју, рековме дека фокусот ќе биде на она што е ваша специјалност во Институтот културната историја, но за да почнеме да стигнеме до важните прашања кои се однесуваат на културната историја, е да почнеме со прашањето дали во развојот на македонската нација, во историјата на развојот на македонската нација има разлики во создавањето на државите, на државноста, споредено со другите земји, особено оние на Балканот, поврзано со периодот на настанувањето на националните држави во Европа. Да, благодарам најпрвен за поканата да бидам дел од овие интервјуа и особено што се однесува темата на мојата специјалност, културната историја. Да. И сега вие ова интервју го започнавте со едно можеби ударно прашање за еден македонски историчар, да, врзано со македонската држава, со македонската нација и така натаму. И уште кога разговаравме, претходно разговаравме за тоа дека во суштина македонската нација, формирањето на македонската нација, па и македонскиот народ, не е нешто особено различен од формирањето на другите нации. Така што има специфики и по тоа е различноста и со тоа се дава и автентичност на нашиот културно-национален развиток, но во суштина ги следи сите текови кои што се специфични за развитокот на сите национални нации, национални држави. Она што може би било, да кажам, негативна неповолност за македонската нација е тоа што во тој период на развиток на националната свест, борбата за афирмирање и борба за формирање на национална држава, ние не сме имале цврст лобист со денешна терминологија, некој гарант кој што би стоел зад формирањето на нашата држава и тоа доаѓа многу подоцна. И тоа е таа неповолност, да кажам, и една од, па и како резултат, а потоа и како повод за доцното формирање на државата е поделбата на Македонија. Балканските војни одигруваат клучна улога, тоа е една голема траума за македонскиот народ и борбата која што претходно се води за борба пред родбенските процеси, борба за самоосознавање, национално афирмирање, така натаму, и борбата за ослободување и формирање држава, потоа се претвора во борба со дополнителна неповолност, борба за ослободување, обединување и формирање држава. Ова првото прашање го поставив имајќи го во предвид едно интервју што на времето јас го правев со академик Гане Тодоровски, беше по повод 100 години од формирањето на ВМРО, внатрешната македонска револуционерна организација, односно претходно македонската револуционерна организација, кога тој ми рече дека иако настанувањето на македонската нација и државност во крајот на 19-тиот век, 20-тиот век и така натаму, поминува низ еден виор на борби, без некоја институционална покриност, бидејќи нели се уште немавме држава, а ќе се навратам и на прашањето и на делот од одговорот што го спомнавте за гарантите кога се формираат државите, но идејата ми беше, сакав да кажам, Гале Тодоровски тогаш рече 100 години се доволни за формирање на една нација, која на крај се кронисува со формирањето на државноста во 1945 година, нели, со Аснон и така натаму. Но кога сме кај гарантите, ајде да продолжиме со тоа, и кога го спомнав Аснон, во сценографијата на Аснон стојат знамињата на Соединетите Американски држави и на Велика Британија. Дали тоа може да се поврзе со она што го велите вие кога се создаваа големите нации и држави во Европа, некои од големите сили стоеа како гаранти во создавањето на тие држави.
Дали присуството на овие знамиња може да се идентификува како поддршка и како гаранти Соединетите Американски држави и Велика Британија во создавањето на македонската држава? Се разбира, сите национални прашања воопшто се решаваат за жал во големи конфликти. И тоа било така и за жал и ќе биде. И решавачка улога имаат големите сили. Так. И тоа е она што и претходно кога ги спомнав тие гаранти и лобисти, повторно на тоа се однесува. И во случајот со Македонија, задоцнетото формирање на нација и национална држава, тоа се поврзани нешта. Значи, со формирањето на националната држава се формираат национални институции, изучувања, науки и така натаму. Јас не би го детерминирала формирањето на градењето на нацијата точно со некои години, дали се 100 години или слично. Јас тоа не би го правила така, бидејќи кога го изучуваме културно-националниот развиток на македонскиот народ, а и воопшто на било кој народ, мора да се земат предвид и претходните периоди. Чи воопшто за да се дојде до формирање на една нација треба да има и период на формирање на тој народ. И сега ако земаме некаква периодизација да правиме, тогаш има за националното, етничкото, етнокултурното структурирање воопшто на македонскиот народ, на македонците, потребен е период кој што можеме условно да го наречеме преднационален. Тоа е се до крајот на 18-тиот век некако доаѓа до укинувањето на Охридската архиепископија и потоа 19 век и натаму тоа е веќе еден национален период на развиток, кога се развива национална свест, сето тоа будење, просветителство, сите тие превирања во размислувањата кои што се, како да кажам, не се ништо поинакви од сите други народи. Да. Ако ги исклучиме политичките толкувања кои се однесуваат на формирањето на нациите и на државата, дали, а кои се нели актуелни во овој период од дел од нашите соседи, дали треба да се смета за хендикеп тоа што македонската држава е настаната, да речеме, 80-ти на години подоцна од создавањето на другите држави на Балкан? Хендикеп во однос на што? Во однос на историската наука? Реков, ако ги тргнеме политичките толкувања, бидејќи немаме намера да навлегуваме во тоа, тие се тргнуваат од некакви сегашни позиции, од некакви интереси кои се дневно политички и така натаму. Од историографска гледна точка, дали е хендикеп тоа што во 1945 година е формирана македонската држава? Хендикеп формирањето на македонската национална држава по Втората светска војна, на самиот завршеток што се вели на војната и првото заседание на АСНОМ уште, поставува темели за формирање на институционален развиток, на институции, со тоа и научни институции, со тоа и историска наука, меѓу другото. Но во меѓувреме и претходно, бидејќи националните држави на пример на балканските држави, еве тие се најважни за нас, се формираат многу порано. Тие во меѓувреме веќе формирале институции, веќе формирале своји научни центри, веќе ги етаблирале своите гледишта во европската и во светската наука, така што од тој аспект има, може да се смета за хендикеп во смисла на задоцнетото формирање на институции преку кои би се пласирале македонските гледишта кон историографијата, историскиот развиток и така натаму. Така што тоа е една отежнувачка околност за македонските историчари, да кажам. Логично би било прашањето сега понатаму, што е тоа што и недостасува на македонската историографија или сега или во изминатиот период, за да го објасни, да го стави во контекст ова за кое зборуваме сега, тој во наводници хендикеп, и да го објаснат и да се препознае дека тоа е само еден временски период, а всушност ги следи сите процеси кои што
постоеле во државите што настанале претходно. Ова што го велите вие, создавањето на македонските национални институции, дали се институти научни за историја, за било кои други, што е тоа што и недостасува на македонската историографија денеска, да речем? Денеска. Со формирањето на институциите и историската наука, прво, јазичната бариера постои, затоа што науката, историската наука со формирањето на државата и институциите, за кои што подоцна би кажала повеќе нешто, фактички започнува истражување на речиси сите области од историската наука, бидејќи за тоа имало потреба. Пред се тоа се прашањата за националниот идентитет, за национално-ослободителната борба, за македонците во иселеништво и така натаму. Воопшто се отвораат сите возможни прашања и се формира, тоа е еден период, значи зборуваме за тој период на институционализација во рамките на Југословенската федерација. Навистина имаме подем на историската наука. Имаме значајни трудови и тоа се трудови кои што мора да се земаат предвид. И денеска, кога истражуваме од денешен аспект, кога имаме слобода на пишување и изразување и така натаму, многу поголеми можности и технички, технолошки и секакви запатувања, секогаш мора да се имаат предвид и тие истражувања. Тоа ние можеме да го имаме предвид, меѓутоа за жал тие не се секогаш достапни за широката европска и светска јавност поради јазичната бариера. Многу мал дел од тоа е представено на некој светски јазик. И тоа е можеби нешто што ние треба да го направиме. Освен тоа, ние сме сепак мала научна елита. Не може да зборуваме за некој да се споредуваме со бројноста на други науки, но тоа сеедно не е сосема хендикеп ако се пробиеме во таа сфера. Сега да кажете, за да се пробиеме, или за да се пробиевме до сега, ако сега е нешто подобро, беше неопходно или се уште е неопходно пристап на нашите научни историски материјали, книги, научна литература на јазици, да речеме на англискиот или на било кој други јазици, за да бидат подостапни до оние кои ја проучуваат историјата, за да ја видат разликата, за да го видат ставот на македонската историографија. Она што е можеби според мене најголем пробив направен во тој ран период, да кажам, или претходен период, како да го наречеме, на развиток на историографијата, е пробивот во славистичките кругови. Да, во таа сфера имаме навистина голем пробив во славистиката воопшто и во Европа и во светот. И фактички ние да кажам имаме добра основа, не велам дека немаме. Напротив, имаме добра основа, но за да бидеме присутни и нашата приказна да можеме посоодветно да презентираме на нашите гледишта, тоа не е приказна, просто гледишта, потребно е поголемо, да кажам, инвестирање можеби во тоа представување на други светски јазици, патувања во истражувачки престои, различни центри, комуникација, научни собири и така натаму. Финансиска поддршка. Така, секако. Дали во овој контекст дел од причините може да се пронајдат или побараат во она што значеше развојот на македонската историографија во две, јас ќе ги наречам така, различни епохи. Едната епоха е од 1945 година, восстановувањето на државата, институциите, но во рамките на една федеративна држава, до вториот период би требало да биде од 1991 година, од прогласувањето на независноста и веќе 30 и неколку години самостоен развој на македонската историографија. Дали меѓу тие два концепта има
такви разлики кои се однесуваат и на претходното прашање, дека во првиот период можеби заради тоа што бевме повеќе свртени кон славистичкиот свет, имаше повеќе информации за нив достапни, а за разлика од тоа немаше доволно информации кои ќе бидат достапни за она што значи, не знам, западноевропската научна мисла. Не би го врзала јас тоа со присутноста во славистичките кругови. Тоа е за нас апсолутна предност. И врз основа на таа предност ние денеска и продолжуваме, да кажам, така што тоа само треба да се негува и да се развива понатаму. И за тоа не е само задолжена, да кажам, и ги нема сите пофалби само историската наука, туку тоа се и науките поврзани со јазикот, со фолклорот, со литературата, тоа се и други институти кои што научни институти е едно специјално значење за македонската нација и државност. Инаку секоја поголема заедница, федерацијата, например, Југословенската федерација, си има своји политики од секаков вид, па и политики во културата, политики на меморија и така натаму. И сега во таа, ако ме прашувате за разликата, едно е неинституционалниот дел на развиток на историографијата пред формирањето на македонската национална држава. Потоа, како што рековте, е институционалниот период, кој што од денешна гледна точка се разликува фактички до осамостојувањето и од самостојувањето наваму. Како прво и основно, јас секогаш повторно би повторила дека треба ние да продолжуваме и да надградуваме. Не да се надградуваме на тоа што претходно било изградено и да се дополнуваат оние теми кои што биле, например, премолчувани. А благодарение на тоа заедничко живење во Југославија, некои теми беа премолчувани. Некои теми беа малку модифицирани во представувањето. А имаше и теми кои што знаеа понекогаш да бидат и санкционирани. Според тоа има разлика и сега со осамостојувањето се доби таа посакувана слобода, да кажам, во изразувањето, што е факт. Таа слобода не дојде преку ноќ и за таа слобода се изборија интелектуалците од тој период низ различни форми. Денеска може би ги подзабораваме, но историјата ќе ги подсети, ќе ги истражува понатаму. Слободата на говорот и особено тие бели петна кои што беа отварани, едно списание Млад борец, кое што беше една појава во тој период. Тогаш е Македонскиот форум, тогаш е онаа голема прва средба на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, кој што беше посебен феномен од тој период, кој што понатаму ќе се, па и првото обележје посветено за децата бегалци во тој период. И така натаму, тоа се низа и мак, кој што понатаму, така што, но со отворањето конечно и со создавањето на националната држава почна да се отвараат и тие теми кои што беа подпремолчувани. Например, прилично беше не премолчувано, така некако игнорирано или како да наречам, кој збор да го кажам, античкиот дел од историјата на Македонија. Не беше благопријатно премногу за тие југословенско-грчки односи и така натаму. Така што многу истражувања што може би можеле да бидат тогаш направени, не биле направени. Затоа потоа одеднаш дојде тој преголем интерес за изучување на античката историја, за Александар Македонски како лик и така натаму. Тоа е на катедрата по историја исто така не се изучуваше одделно претходно и слично. Тука се темите поврзани со народно-ослободителната борба, улогата на Тито, да се поставуваат прашањата, како например ги спомнавте знамињата на големите сили.
зошто кога се формира националната држава, зошто таа тенденција на македонскиот народ и за обединување не наоѓа израз. Тоа е посебна тема во науката и така натаму. Да. Дали во овој дел на разлики од претходната епока и ова по осамостојањето и за дел од овие теми за кои зборувавте, можеме да пронајдеме, сега се навлегуваме во она што е ваша специјалност, културната историја и ликовите во културната историја кои се нели светилници на некаков, кои осветлуваат тој сегмент од историјата, културната историја на Македонија. Дали меѓу тие ликови постои некои кои се запоставени? И ако ве прашам, кои би биле и што би било она што треба да го истакнеме на површина како нешто на кое треба или не сме посветиле доволно внимание, или треба да му дадеме дополнително внимание, кои би биле тие ликови? Што би издвоиле од таа галерија на ликови? Многу е тешко така да се издвои ликови два, затоа што самиот културно-национален развиток и процес фактички се темели врз цела плејада на ликови. Ако зборуваме за националниот период, нели, за периодот на... Да, зборуваме за тие ликови кои се фигури, централни фигури во она што значи културна историја и кои ја еманципираат, кои го осветлуваат патот каде таа треба да се движи. Да речеме, да ви помогна, Ѓорѓија Пулевски е еден од вашите доминантни ликови што го истражувате. Дали неговото место е јасно позиционирано во македонската историја? Ако зборуваме за Ѓорѓија Пулевски, да, тоа е еден од моите посебни интереси на истражување. И тоа е еден од оние ликови за кои што сите знаеме, сите ги споменуваме и мислиме дека се е завршено со истражувањето за него. Напротив, тој има таков опус зад себе и такво дело создадено во текот на својот живот, што може да се истражува уште многу долго. Ако зборуваме посебно за него можеме да го земеме како фигура, Фигура, да. Ѓорѓија Пулевски, тој е, инаку, сега веќе ги знаеме точните години на смртта, па потоа можевме да го определиме кога е роден. Некаде е роден 1822-23 и дефинитивно со документација е потврдено дека починал 1893 година. Тоа е, например, нешто што почнува да се прифаќа, но не е до крај, ми се чини, по моје гледање, понекаде се греши во неговата година на раѓање и на смрт. Тоа е еден лик кој што ми се чини го одразува целиот преродбенски процес. На кој начин? Што го разликува другите во тој период? Како прво, тој во ниеден момент не се, може би благодарение на тоа што бил далеко од високообразовните институции, тој не потпаднал никогаш под ниедна пропаганда, тој не е ниту дел од некакви научни институции, тој е самоук во суштина. Меѓутоа, она што го создава, просто фасцинира. Тој ги има сите атрибути на националната природба. Тој е од една страна комита, револуционер, печалбар, бидејќи од печалбарски крај потекнува. Од друга страна пак се пројавува како македонски интелектуалец. Од средината, да кажеме, втората половина на 19 век. Тој е и лексикограф, тој објавува два многу значајни речника во Белград 1873 и 75 година, од 4 и од 3 јазика, каде што го вклучува и македонскиот. Таму е и македонскиот јазик, можеме да го гледаме. Како споредбен речник на 3 јазика или на 4 јазика, каде што македонскиот е јазично позициониран. Го наоѓаме таму, да. Тој е историчар и историограф, тоа е посебна негова, мислам,
Посебно нешто што треба да се истакне, тој е автор на ракописот Славенско-македонска општа историја, кој што го завршува пред својата смрт. Тоа можеме да го утврдиме според предговорот што го пишува 1892 година, а веќе 93 во февруари тој починал. Тој е граматичар. На свој начин се разбира ги пишува тие граматики, но тоа е дел од повторно од тој преродбенски процес во кој што нашите преродбеници се обидувале и да го стандардизираат македонскиот јазик. Така. Тој прави такви обиди, тоа во повеќе наврати. Не само во славенско-македонската општа историја, каде што еден дел е граматика, туку тој пишува и објавува слогница речовска, 1880 година, која што исто така е една своевидна граматика. Так. И тој е поет, има поема, тој е собирач на фолклор, на фолклорно творештво и публицист. Тој е и етнограф. Тој во сите трудови се обидува да ги дефинира тие етнографски групи, се занимава со тоа што е народ, што е идентитет и така натаму. Меѓу другото и во славенско-македонската општа историја еден дел е именно етнографски осврт, и што е интересно, тој пишува за македонците, но тие негови пишувања ги вклопуваат македонците во семејството балкански народи. И тоа е нешто што он го прави, што и ние денеска се обидуваме да го направиме. Нашите гледишта, нашата перспектива, да ја вградиме во Значи, тој јасно ги разграничува она што е македонски јазик, македонски народ, македонска етнографија, македонска граматика и све. Нема никаква во 19 век. Да. Благодарение, а во исто време е човек кој не бил образован и кој на некој, не знам како да наречам, волшебен начин, успел да се заштити од пропагандите во тоа време, кој ќе го, ќе извршеле притисоци, ќе го... Може би и не би. Може би и не, да. Не можеме но да сепак бил заштитен во доволна смисла за да може да ги напише овие дела. Тоа е она што фасцинира кај него, што тој во ниеден момент нема колебање што е. Така. Што е македонскиот народ, што е македонскиот јазик. Тоа сосема јасно го кажува во сите трудови од почеток до крај. А во оваа славенско-македонска општа историја, која што намислена огромен труд, таму сосема јасно се произнесува и тоа е нешто што ние тек треба да го допроучиме. Тоа остава простор за многу анализи. Так. И сега, ако го земеме Ѓорѓе Апулевски како лик, како символ на она што значи личност во нашата културна историја, со сите атрибути кои треба да се изучува и кој зрачел со една таква јасна свест за тоа која е, што е и каде припаѓа, отприлика го нијансираме она што значи некој парадигма, она што значи некоја парадигма лик за она што ги определува кои личности во нашата културна историја се такви какви што се и дека припаѓаат на таа културна историја со еден свој придонес што го даваат во таа насока. Вие за таквите ликови во вашето дело, студии за македонската културна историја, во главата личноста како фактор во културно-историските процеси, влијание, одраз и меморија, ја објаснувате тезата дека личноста во историјата е важен маркер на историските процеси и настани. Од тој аспект, да го привршиме интервјуто, може би ќе звучи малце, сега ќе одскоклеме во 20-тиот век, во 21 век, кои се ликовите што денеска зрачат со една таква еманација на енергија, која може, за кои можеме да кажеме дека се историски личности кои припаѓаат во културната историја на Македонија. Еве да ви помогна, дали Тоше Проевски може да биде, бидејќи го спомнувате во вашата студија? Во врска со ликот на Тоше Проевски многу е важно не само да се каже дека тој е, како што реков, и пејач, тој самиот е и композитор, тој е самиот и хуманист. Тоа се ликови кои што сите тие профили се содржани зад неговото име.
Но исто така многу е важно и како народот го прифаќаше Тоше Проески и како го меморизира по неговата смрт. Ние имаме денеска места на сеќавање посветени за него. Имаме фонтани, имаме во Прилеп, имаме во Скопје, во Лисиче. Имаме статуа на мостот во центарот. И така натаму има и во таа една средновековна култура, средновековна кула во задниот дел, барем имаше, тоа го имам фотографирано, едно меморијално место посветено за него. Да не зборувам во каква форма беше последно кога бев гробот на Тоше Проевски. Таму има тоа е музеј на отворено на некој начин. И символично некоја символика има што тука е и Питугули. Многу символично, се разбира, не знам дали е намерно или ненамерно, но сеедно на тој гроб треба да се види, јас не знам тие предмети дали се собираат или така се оставаат, меѓутоа таму има не само македонски пораки од македонци оставени, туку од целиот Балкан и пошироко. Тоа сето тоа го карактеризира еден човек како историска личност. Тој станува историска личност. И што е најважно, него го проучуваат и научно. Има магистарска, има, мислам, дипломска една најдов, за него пишуваат. Од научен аспект, денеска. И странци. Тоа е нешто што во секој случај покажува дека тој си го обезбедил своето место, за жал, прерано починат во низата на историски ликови како дел од културната историја. И се надеваме дека и другите историски личности нема да ги заборавиме. Оние што се денеска, што се уште постојат. Ви благодарам многу за разговорот. Благодарам и вам.